Така, дечки, почнуваме со првиот четвртфинален меч на Мираж Куске Гейминг против All Eyes On. Ајмо, хайпт ап сум за мечов искрено. Ке видиме што не очекува. Накратко, ајде да ги представиме играчите. За Куске Гейминг играат Powerdy, Kiksan, Јасмин ХС, Kiko ТБ, уствари го нема више тоа ТБ-то, и 8kit. А за All Eyes On играат Bad Boy Седи, Тонзах, Белали, Нолито и Редон. Мислам дека ги кажав пак точно имињата. Ги кажа сите перфектно, да видиме Јасмин уште од првата рунда со две пиштолчиња сака да се загре. Интересен бейт на Б. Да, Гледаме терористите влегуваат во Б сајтот. Јасмин ги остава поминат. сите да поминат 1-2 за малку третиот Два фраг. кила за Јасмин. И дали го гледаме првиот нож на надпреварот и со првата рунда го имаме првиот нож на овој надпревар. Така, првиот четвртфинален нож. Честитки за кој го даде тој нож? Вајде итките, или јас сум Мгм. слеп? Мислам дека да. Па и Цена според помисли бајот пари. него, сигурно Да. тој дал нож. Да, одличен флекс од Кјуске. 1-0 предност во оваа мапа. Да подсетиме, оваа мапа е пик на All Eyes On. Втората мапа ќе биде Nuke, која што е пик на Кјуске Gaming. Гледаме многу лайт бај од страна на All Eyes On. Да, Light Buy сите се околу 1800-2000. Во меѓувреме прекрасен флеш од Кико, Powerdy влегува на рампа и го прави првото убиство на оваа рунда. Убав буст гледаме на Б Интересен од буст, да. 8kit. И Powerdy во меѓувреме Powerdy. продолжува со неговата агресија, бутка во палата и го зема вториот фраг за неговиот Мислам тим. дека и ќе го најде Белали. И не, Белали успева да го пронајде Powerdy. Така е вратена ситуацијата на 3 versus 4. Но во меѓувреме го гледаме Јасмин ХС кој е длабоко е бутнат во мид, има целосна информација дека нема никој на мид. Сега нема да оди кон Б, туку ќе иде да исчисти кон нај, го гледа првиот член таму, одличен. Процедурален one-tap би го нарекол. И сега остануваат само двајца играчи, последен сега жив е Тухај кој што мора да оди на Б, нема друга опција, сендвичната од секаде прекрасен one-tap врз Киксан, но одма тука го чека Кико и му го завршува животот. Целосно ги прочита тимот на QSK. Да, го прочита, ги прочита и плюс, они се познати барем од ова што сме го гледал дека играат со континуирана агресија на секаде на мапата и да не најдат кил на одредена агресија, продолжуваат да буткат и добиваат многу информации, но во меѓувреме се Баш како што кажа. спремаме за контакт на Б, сите 5 играчи од All Eyes On се таму, 8kit е единствен кој што го чува овој сајт, паѓаат веќе на Б, 8kit одма паѓа редом со... Има Б сајтот. Да, Да видиме, бомбата уште не е поставена. Имаме тројца играчи од страна на QSK во Kitchen. овој вчера можевме да го видиме на оваа мапа. Кјуске Gaming го ставија сам 8kit скоро секоја рунда да го чува без сајтот, очигледно тоа го виделе и All Eyes On и сега со првата бај рунда отидоа на бек контакт без никакви флешови, без никакви работи, чисто влегоа и тоа им отиде од полза. Го најдоа првиот фраг врз 8kit и после беше лесен плантот и авторплант позициите. Пронаѓаат и Кико кој сакаше да направи малку економска штета на тимот на All Eyes On со Extreme Frags. И 2-1. Ја гледаме првата рунда, земена од страна на All Eyes On. Убаво изиграно, најверојатно како што кажа, имаат гледано како играат на Мираж тимот на QSK и беше во нивна полза што имаше само еден играч на Б сајтот. Така. Повторно е таква позицијата, 8kit повторно оди сам, но во меѓувреме Јасмин прекрасно се селф-буснува горе на шорт од window, но за жал никој не пика на мид, Редон е таму, но само го држи мид пушот испод, повеќе се фокусираат кон двајца играчи на Б од страна на QSK. И терористите излегуваат од рампа, еве го првиот пик од страна на Нолито.
се повлекува Power D кон конектор да ги почека своите соиграчи за да може трите их заедно да направат. Некако го Power D, исконтролира само спрејот. Има целосна контрола на сајтот. Така, се истредуваат First сега trade. Јасмин заедно со 8kit, но сега Тонзи и Два на еден. Белали. 8kit со прекрасен хедшот и со Еден вториот 8kit. изротира од Прекрасен Б. клач. Така е, прекрасен клач и ја затвори оваа рунда и ме дава третата на QSK Gaming. Пауза бараат, се надевам дека е таа тактичка. Можеме меѓу време за не читаме баш што пишуваат све во чатот да се префрлиме кај нас. Многу си блиско до камерата додека гледаш. Занесо во играта затоа. Да, знам какво е чувството. Што мислиш за геймот до сега? Па доста интересно, гледаме дека тимот на QSK се малку подобри, ако овие 3 ронди 4 не ни ветуваат ништо. Сега да видиме Мгм. како ќе се одвива понатаму. Гледам дека играат доста организирано како тимот на QSK. Така. Да, мислам Се дека и гледа долго дека време се се веќе заедно, да, и буквално се тим за разлика од некои од останатите тимови кои што се пријави на турнирот, а не се тим, туку се екипа собрана која што игра заедно. Постои разлика помеѓу тие два термина. И го видовме тој минатиот онлайн карантин турнир и сега очигледно тоа се повторува. Се надевам нема да бидат толку доминантни QSK како што беа минатиот пат, поради тоа што беше стварно не беше Да се вратиме на овој меч. Да, Мислам немаше дека толку ќе ни забава организира за гледање. интерес. Да. Но интересно покажаа дека барем се спремни за одреден аспект дечките од All Eyes On, поради тоа што контактот идоа бе знаејќи дека сам таму ќе биде 8kit и после тоа повторно отида сам 8kit таму, но не се одлучија истата тактика да направат All Eyes On. Мислеа дека ќе се коригираат на некаков начин QSK. Сватија каде беше грешката од претходната рунда најверојатно, така да. И како што кажавме, тоа е таа тимска координација и гледаме дека тие анализираат што имаат направено Така. погрешно и брзо го поправија. Сам дека се конектира играчот кој беше излезен. Така. Имаме на прашање Буги, кај имаш завршено средно во Орце? Имам завршено. Ја не го читам чатот, се уште сум во игра. Така да ако има некое прашање, Ке ти го shoot it. прочитам ја уживај. За кратко ја мислам дека за веќе се спремни играчите. Да, ги реди пишуваат. Океј, се враќаме дечки назад ингейм. Сега може да се доближам до камерата пак така. Да. Нема на што Джанама. Повторен бај од двата тима. Кико со MP9 овој пат и имаме Киксан кој што игра со Фамас. Јасмин агресивен повторно на Да. шорт, го наоѓа првиот пик и се повлекува назад на друга позиција да не им дозволи да биде рифрагнат. Тонза одлично игра околу смоукот со два ентри фрага на А. Два ентри фрага на А и сега целосно го имаат сајтот, мора да убрзаат, мислам дека не се свесни дека не постои никој тука од QSK Gaming. Морат да побрзаат за да ја плантираат бомбата, иако таа касни сега дури влегува во рампата. Многу време потрошија додека. Но добар пик од страна Тонза. Трет кил. 8kit и Киксан се сами останати и тие се во цета. Не знам дали мораат да отидат за овој, да го пробаат овој ретейк. Снека Twitch, перфектен флеш, но Киксан беше спремен за тој антифлеш и успеа да најде еден кил, но Белали. Белали. Наоѓа Киксан. И најверојатно 8kit ќе себа така. оваа рунда. Сега дали е Белали или дали е Касио? Касиопат. Па, што се свиѓа повеќе? Мислам дека Белали Касиопат. Белали мислам дека е ваквото кланта го двајда. Let me see. Цело време викам Белали, да. Оправо си. Да, Касио ја го пише учат. My bad. Значи Сади, Нолито, Касиопат, Тонзах и Сади. Редом. Да.
Изгуби оваа рунда QSK Gaming 3-2 е. Доста интересно, барем за сега имаме 4 диглови и Касио пат почнува со првиот фраг. No power D, веднаш прави трейд. Дигалот. Така е, го зема калашот и одма се повлекува назад. Имаме некаков стак на А, односно повтор, а сега наместо етките Јасмин на Б, но преагресивно пуша Киксон во Палас и го губи својот живот. Сега тројца се останати живи од QSK Gaming. Немаат никаква контрола на средина на мапата, туку само на сајтовите, и тоа играат многу пасивно. Немаат како што ми изгледа некаква идеја што би правеле, но гледаме дека бомбата оди на кај без сайт. Да, таму ќе треба да ги пречека Јасмин со својот 5-7. Има Нолито и најверојатно би чекал. да, ама како што може да забележиме има Кит Power и D го чита. да, и има Јасмин, Кит и Смоук. Мислам дека ќе проба Нинджа ако не го видат. Не, излегува да се пука, го наоѓа првиот, но Редон с успешен рифраг. 2 versus 2, уште имаат потенцијал, посебно со Китот што го има дропнато Јасмин кај бенч. Добар тајминг на Кико, го наоѓа хедшотот. Добар хедшот. Само станува Редон сега против двајца. The dream is alive. Да. Отиде по Китот, но Редон ја добар клачнува клач. рундата. Страна на Редон. 3-3. Солидна игра до сега. Да, солидно. Не е 16-0. Да, ме плаши зашто и на почеток QSK денеска претходно кога ги гледавме, исто вака почна тесно. Се исколеа меѓу себе во база. Добро, не е премногу демидж, се на 78 е паднат Редон. Сепак некогаш и тоа одлучува кога ќе видиш. Да. Гледам агресивен пуш од страна на QSK на мид. Таму ќе ги чека Касио со својот АВП, но нема да успее иако сите му излегува ниту еден да убие. Продолжува агресивен да биде Најверојатно го 8-кит. прочита ова Тимон на All Eyes On. Пауерди со два прекрасни Убиен фрага Пауерди. со својот 5-7. Тука помага сега и Киксан со Питу 50-то. Наоѓа уште еден фраг, 2 versus 2, се враќаме. 8-кит и Киксан ја завршуваат оваа рунда и скоро целосно еко земаат во своја полза. И дури барати пауза. Да, се враќаме кај нас. Да се оддалечам пак. Одлична игра од QSK Gaming, фул еко рунда зема. Тоа е дефинитивно многу добро за нивната економија. Така. И добро испадна тој пуш на мид. Сите 5 играчи. Иако го прочитаа тоа Тимон на All Eyes Zone, мислам дека премногу долго остана во апартмани. Може Да. побрзо треба да го земат сајтот. И одма кога беа спотнати QSK на мид, истрчаа кон шорт на кај Б, како да знаеа дека се собираат All Eyes on кон Б, така да убав. Sound Q има Да. од апартмани, така да најверојатно и слушнаа дека брзо реагираа на кај Така е. апартмани. Добар пуш и уште подобра екзекуција имаше, ги едноставно ги погодија сите куршуми. Пауерди на почетокот уште на тој пуш два прекрасни хедшота со својот 5-7 од long range успеа да направи со тоа што им дозволи да земат оружје на своите соиграчи. Добро измислен пушот. Така е Луна Крис. Измислен. Измислен. Јас тоа ли го реков? Не знам. Јас тоа ли го реков? Замислен да не каже. Појма нео. Ќе вратиме сега на стримот да видам што сум кажал. Реди. Така, реди се еден од тимовите, видиме дали и другиот се реди. И за кратко ќе влеземе повторно in-game. Да, реди се и двата Реди. тима. Се враќаме, дечки. 4-3 предност за QSK. Имаме форс од страна на All Eyes On. 4 Дигли, 1 Галил. Многу малку utility, а од страна на QSK гледаме full buy. Стандарден сетап како претходните рунди. Се гледаме Јасмин ротира на Б. Но терористите се пред А сайт, така да изгледа како А execute. Пауерди мислам Многу дека ќе малку биде utility. првиот што ќе дојде до контакт со терорите. Заедно со Кико. Му
знаат позицијата очигледно на Кико. Кико и фрли молотов, се издаде малку, но затоа тука е Пауарди, доаѓа да му помогне. Одличен кросфаер со Јасмин и со Кико. Прекрасен холд. Затворија. Нема шанси во оваа рунда тимот на All Eyes On. Да, одличен сетап и поставеност има од 3-4 агли го чуваа сајтот. Јасмин како да го видовме пред 2-3 секунди како е на Б и одма дојде на А и направи 2 фрага. Исто успе да преживее на таа рунда. Меѓувреме гледаме агресивен пуш на мид повторно. Кико и Киксан Дали се гледаме тука. двајца на шорт? Да, скокна од Window. Но нема ниту еден што пуша топ И мид. добар нейт од страна на 8 Kid. Редон на 63 HP. Еткит се повлекува. Излезе ни смокот. Тухај, но не се извинам, Нолито, но не беше спремен. Киксан исто така го бутка човекот на топ мид и сега Еткит повлечен, Бајаги во Кичен. Спотнува еден од играчите и сега навлегува подлабоко во сајтот. Се повлекуваат играчите на All Eyes On. А не, се уште седат во апартмани. Стојат. Да видиме многу мирна рунда. За сега. Се смирија после овие два фрага. Тима на QSK. Многу пасивна игра. Да, посебно со тоа дека имаат глокови еден дигл, не знам зашто толку пасивно играат All Eyes On. Ете го Кико, наоѓа еден фрак и Пауарди го допира тој пуш на апартмани и паѓа последниот играч на тимот на All Eyes On. Лесна рунда за тимот на QSK. Претходниот шампион кој беше? Тоа беше QSK Gaming. Од минатиот турнир. Така да ги гледаме шампионите. Да. Гледаме тројца играчи на мид од страна на QSK Gaming. Неверојатно пак истото го прават. Јасмин во одлична позиција во конектор. Одличен нейт, видете на колку хапе се паднати сите. Трейдови премногу. Кико дознава на А дека има еден играч, го убива и него сега Тонза и Нолито се последни останати живи од All Eyes On. Нолито е во убава позиција, може тука да најде еден кил, но очигледно се спремни за ова QSK Gaming. Добро се поставени за него. Мислам дека и го гледа врво на пучката и Јасмин го паѓа, но лито на Тонза само направи еден фрак и падна на Кико. Некако како што и да замислат All Eyes On, QSK ги читаат пред време и само ги затвараат овие последни 2-3 рунди. Така. Одличен геймплан, очигледно имаат. Нивните, како се викаат, тактики кои што користат секоја рунда, дефолтови се перфектни за сите овие ситуации, барем до сега, но седи со одличен one-tap. Кико продолжува агресивно ни смокот, наоѓа двајца играчи од Дайлзон. Сади. Јасмин. За малку ќе гутнеше спреот, но се искоригира доволно на време. Еткит конечно пикна од ЦТ позицијата, сега имаат предност од еден човек. Сам останува со бомбата Сади. Дали ќе биде херојот за неговиот тим во оваа рунда? Но Ейтки лесно го наоѓа Сади кој излезе од рампа и 8-3 за QSK Gaming. Но сепак досега гледаме интересна игра. Пак ќе кажам нешто што го кажав 3 пати назад, за разлика од претходно. Гледаме дека не се даваат All Eyes On толку лесно. Така. Гледаме еден играч агресивно на Андер, кој е Пауарди. Не знам дали Тониза ќе го чекува и Пауарди го наоѓа Тонзах, пардон. Да.
Јасмин во меѓувреме агресивен на Windows, сега му се трга смокот и Кико има перфектна позиција во овде со перфектна дупката во смокот. Го Летен наоѓа први фраг кил. за Кико во овој one way smoke. Само станува сега на мид Сади. Треба да се пука со Јасмин, Јасмин не успеа на Сади време го да наоѓа коригира Јасмин. минишенот. Се повлече назад Сади, кон влезот на Б апартмани од таа страната. Сио пат се обидува да го отвори аз сајтот, но Сади е се уште на Апермити, ете го придружено Нолито. Оу. Кико успева да го најде Сади, но Нолито веднаш трейда и Касио пат го убива 8-кит, со што асајтот е отворен и гледаме ротейт со страна на QSK од Сити. Да, но бомбата е многу премногу касни. далеку. Оу, ама Касио пак е Еден спремен. пик. Пауърди сега има задача да ја клачне оваа рунда за својот тим. Успева да направи демидж, но не е доволно за да реши оваа рунда. Пат. Касио Со 3 3 фрага оваа рунда. Им дава четвртата на All Eyes On. Трпеливо изиграно од нивна страна. Да, тоа можам да забележам, сеќам и од минатиот турнир дека и QSK Gaming многу уникатно и многу трпеливо ги користат своите бомби, својот utility, дека чекаат до некои 40 на секунди, ако немаат потреба претходно да ги користат своите молотови. Видиме меѓувреме само се има пукање на мид, но се е тоа преку смок. Јасмин е во window позицијата со AWP, а го гледаме и 8-kit. Да. Што не знам дали би го очекувале 8-kit на Андер. Ондер. Јасмин сега му се трга смокот, може да пикне, прави демидж и е спремен за пикот на Тонза. 8-kit уште не го имаат видено и сега во перфектен момент излегува. 8-kit го прави првиот и вториот фраг. Фрага во Андер. Се исплаќаат овие агресивни позиции на QSK Gaming и Јасмин со уште еден фраг. Гледам дека користат one-way смокови многу тимот на QSK да. Gaming. Си ги знаат. И Кико го наоѓа редон, што ја завршува оваа рунда. 9-4 за тимот на QSK. Економијата на All Eyes On е многу лоша, така да ќе мора да одат на некој light buy. А мислам дека дабл сейф ќе треба да прават, иако да, немаат имаат full loss бонус, така да можеме да имаат доволно средства следната рунда. А следната имат full loss бонус. Убав нейд од 8-kit. Агресивно путка Сади, но Јасмин го сопира овој пуш со своето AWP. Сега тука и Касио останат и тој ја губи својата глава. Два играчи на Under Sniper Nest, но еден имам играч во Jungle. Не знам дали се спремни за овој пуш. Да, веќе е Тонза влезен во Kitchen. Мислам дека може да немаат испадне појма. во Кикса не го виде, некако го утна својот куршум Тонза и не ни провери дали е 8-kit е таму и каде се наоѓа. Тонза сега само станува, прекрасен one-dig, но далеку од можност за победување на оваа рунда. Наоѓа уште еден за Инат. Да веруваме? Гаѓа. Да веруваме? Starting to believe. Дополнително ја зима бомбата, но Да, над биде него спремен се за игра. наоѓа 8-kit. Не се погодија со тајмингот сега повторно Тонза сам. Излегува 8-kit. Во точен момент и ја завршува оваа шанса што си ја овозможи Тонза. За момент почнав да верувам во Тонза. Да видиме, сега имаме full buy round од страна на All Eyes On. Така да го искористија тој full buy loss. Пауърди се тргна на времено и му се наредија двајца играчи. Третиот не успеа да го убие, 8-kit затоа е тука убав спрей трансфер, но не успеаше да го конвертира во кил.
Касио го прави првиот фраг, рампа. Мислам дека е спремен за Киксан. И го прави вториот фраг и имаме 1-1 позиција. Но Кико не греши со АВП-то. Што го имаме нашиот резултат за овај халф. 11-4. 11-4, да. Изгледа доминантно, иако имаше многу рунди каде што се бореа и буквално дојде на 1 vs 1 ситуација или 2 vs 2. Многу Проблемот мислам важна. дека многу често заглавуваа на некои позиции. Да. Да, Тој и достоен. не гледа доволно фленкови, премногу информации добива QSK Gaming со нивните пушови. Сега видиме стак имаме на А, истовремено пуш на А, Тонза со првиот кил, но одма после рефрагмент од Powerdy, си спотрейдуваат сите, еден човек предност има од Олайзон. И Кико останува сам на крајот. 2-1. Да не знам дали ќе го очекуваат ова играчите на Олайзон или ќе ротираат на Б. Кико, убав прв шот, но не знам дали ќе очекува уште еден играч да е во истата позиција. Нема да го очекува. Но добро изиграно од страна на Олайзон. Го бейташе својот соиграч. Но зедоа рунда. Мислам дека многу важна рунда. Зедоа. Да, пиштол рундата нема, мислам дека да. За инат мислам дека QSK Gaming не одат еко. Форсат. Има плюс плант. Да. Што има доволно за некаков форсбај. Да видиме. Двајца играчи се во апс. Еден е апартмани, другиот е во андер. Имаме двајца на мид и еден на рампа. Дефолт сетап од страна на QSK Gaming. Гледаме тројца играчи од страна на Олайзон на крај Б сајтот. Јасмин го чисти овој ботом мид. Контрола без никаква потешкотија. Тонза го наоѓа Кико на стерс. И Јасмин успева некако да го најде Тонза. Ги истроши сите куршуми на узите, односно на Мак 10 од Powerdy со одлична позиција, Powerdy. продолжува. Го очекуваш играчот на тикет. Јасмин лесно го наоѓа Сади и 8Kid го наоѓа Ретон. Се останува на Касио пат кој го наоѓа првиот фраг, но паѓа на Јасмин. И добро се покажа овој форс бај од страна QSK Gaming. Да, не знам зошто се одлучија Олайзон да целосно да дадат мид контролата. Буквално немаше ниту еден човек кој што чуваше мид, навлегува пред лаба како конектор. Целосно веднаш отираше на Б. Не знам дали беше тоа miscommunication и Јасмин го прави првиот пик на мид. Имаме двајца играчи на шорт од страна на Олайзон. Пак има целосно мид контролата тимот на QSK Gaming. И го очекуваше ова Кико од страна на Сади. Но Лито во меѓувреме прави пик на Јасмин. И ред он со прекрасен one pick. Но 8Kid веднаш го трейда својот играч. И Тониза. Ова почнува да изгледа ветувачки, пак ќе кажам. Но Лито е на 3 сила и каков нейт од страна на Киксан. Доволен да го собори. Но Лито и сега Тонизак се наоѓа во многу лоша позиција. 37 хп. И не го провери Window. Така. Тонза губи својот живот и со тоа можноста да зачува некој оружје. 13-5 во многу лоша ситуација економска се Олайзон. Имаат првиот играч Тонза по $1000 има, останатите се вртат околу 2000 некаде.
Мислам дека е дабл еко момент. Продолжуваат со агресијата на шорт. Имаме еден човек, тој е Too High со Зевс кој иде андерпас, но никој не оди таму. Јасмин пасивно го чува овој агол, перфектен нейд, лет на телото на Нолито. Кико со два брзи хедшоти на Кичен. Продолжува Главен Кико да бутка во ЦТ база. Не наоѓа уште хедшот, но затоа се тука Powered и Киксон ја затвараат оваа рунда и им ја даваат 14-тата на QSK Gaming. Брзо поминува овој меч. Сега гледаме. Нема дабл сейв. Имаме форс од страна на целосен бај. Страна на All Eyes On. Иако Нолито и Касио со Емки, заедно со Сади, Редон и Тонза со полоши оружја. премногу флешови на сайт. Играчите на QSK Gaming се веќе влезени, брз трейд. Ај Кико, Тонизак. Кико прави 3 брзи фрага. И уште еден одличен поп-флеш од Кико, не е спремен за ова Редон и изеде one-tap во челото, 15-тата рунда. Не релоудна. Веруваше во тие 5 куршуми. 15-5. Како што кажа, матч поинт. Брзо поминува мапа некако. Да, почна блиску, но едноставно се далече колку повеќе рунди поминува. Убав таг И од Касио. Касио пат успева да тагне преку смок. Не знам дали ќе очекуваат Сади. Нолито е повторно првиот кој што паѓа. Јасмин после тоа убав фраг заедно со 8-Kit. Чист плантна бомба, остануваат само уште 20 живи. Касио успева со убав шот. Уште еден прекрасен хедшот од шавката од скаутот. Редон помага. 2 на 2 позиција кога се смени ова на брзини. Бомба од страна Редон is the dream alive. Не знам дали ќе го очекуваат Киксан во джангл. Гледам ги проверија сите позиции. Киксан го наоѓа Редон и Касио пат, мислам дека има доволно време. Да, и повеќе од тоа. The dream is alive. Да. 15-6. За малку близко доста. 0-5. Повторен бај имаме и од двата тима. Со Фама си играат Нолито и Сади, додека Калаш и МК имаат Редон и Тонза, Касио повторно со АВП-то. Гледаме пак најверојатно. Може би брз пуш на Б, каде што има само еден играч од страна на All Eyes On, кој е на шорт. И Тони за добар спреј преку смокот. Киксан и Гледаме Јасмин трейд, остануваат сами последни. И Јасмин наоѓа уште еден кил. Мислам дека ги очекуваат фајт на играчот. Кичен. Нолито мора да биде првиот кој што излегува со својот Фамас, позади него треба да доаѓа Касио. Јасмин останува сам, наоѓа еден фраг и Добар лайн-ап. Касија на 4 хп, мислам дека ова ќе биде последната рунда. 16-6. Сега ќе влезам. Значи ова се одвива на Нюк. Ова ќе биде последниот гейм од првиве 2. И после од 6:30, ако точно помнам, ќе биде и вториот дел од осмина финалето. 13-6 водат QSK. Дечки, одма влегуваме ингейм да го проследиме и овој меч до крај. Добро, барем различна мапа малку гледаме. Powered во мейн позицијата. Тој ќе чува очигледно и надвор. Тука и Киксан да му помогне. Нолито агресивно скокна. Меѓувреме Кико бутка рампа, го зема првиот кил врз кейстоп и буши тука. Тонза конечно врати еден фраг. Кико продолжува заедно со Киксан. Остануваат Тонза и Нолито, се извинувам.
Мала информација, следното четвртфинале ќе биде од 17:30, а другото од 18:30. Одлично. Значи ќе ги гледаме и двете. Најверојатно. Добро. Кој ќе биде во 17:30, а кој во 18:30, кој ќе може да им пишеш? Да знаат гледачите. Значи едното од 17:30, а другото од 18:30. Чекаме на информација и 14:06. Да, 14:06. Мора да форсат оваа рунда All Eyes On. Имаме 5 диглови заедно со армор. Се фокусираат напред тие. Меѓувреме Кико наоѓа првиот кил, 8kit со вториот на Сайло го убива Нолито. Јасмин повторно со шатганот оваа мапа обожава да го игра и Редон останува последен, кој што паѓа и со тоа 15-та рунда е за QC Gaming. Значи во 17:30 ќе гледаме Baba 5 против Lemon Squeezy, а другото четвртфинале ќе го гледаме во 18:30. Повторен форс. Гледаме, да, повторен форс со 4 дигли, паѓа Седи и паѓа Нолито. И- 8kit. Вториот фраг, прекрасен хедшот со АВП. Мислам дека играчите на Олайзон се предадоа, но Редон со прекрасни 2 фрага и тони за... Но нож. Јасмин на Редон и... 16-6. Така. А тој на овој надпревар. Добри два надпревари гледавме. Да повториме уште еднаш. Значи, Кјуска продолжуваат понатаму во полуфиналето. Во првото полуфинале и од другата страна Рипарчи исто така продолжуваат во второто полуфинале, а следни ќе гледаме од 17:30, што е за 5 минути отприлика, ама ќе идеме на мала пауза претходно. Значи за 5 минути 10 ќе ги гледаме Baba 5 против Lemon Squeezy и после од 18:30 ќе ги гледаме God's Lead против Trimen Loom. Полуфиналињата се играат утре заедно со финалето. Утре ќе ги сите 3 мечови ќе бидат на стрим, почнуваме повторно од 11 и тераме додека не завршиме со сите гемови. Утре се дава тастатура. Утре се Giveaway. дава тастатура како giveaway, да, денеска ги дававме сите giveaway, значи утре се дава тастатура како giveaway заедно со овие убави слушалки. Паци ако може Паци ако можеш да дојдеш за AnyDeskот, а во меѓувреме дечки одиме на 5 минути пауза и се враќаме со следниот гейм кој што ќе биде Baba 5 против Lemon Squeezy. Peace. Толку брз. Интернетот не отраа. Толку брз. Интернетот не отраа. Толку брз. Интернетот не отраа.